Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во уште една епизода од серијалот посветен на парламентарните избори предвремените кои што ќе се одржат на 11 декември, секако оној сегмент кој што го воведовме во К3 телевизија за запознавање на дел од кандидатите за пратеници од нашиот регион, од втората и од третата изборна единица, носителите на кандидатските листи. Настрана од тоа, ова вечер сакавме да воведеме и малку една новина, а тоа е една дебата или дуел која веќе не можевме на носителите на листи. Сакавме тоа, се обидовме барем да го сториме со генералните секретари на најголемата опозицијска партија Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски, кој што е актуелен технички министер за внатрешни работи и носител на кандидатската листа во изборната единица 2 и генералниот секретар на граѓанската опција за Македонија господинот Виктор Цветковски. Меѓутоа, само господинот Виктор Цветковски ова вечер не удостои со неговото присуство. Со изговор од презафатеност, тоа не го стори господинот Оливер Спасовски. Мислевме дека оваа дебата, овој дуел навистина ќе ги заинтересира кумановци за тоа и ќе продолжиме со него само со едниот гостин. На вас ќе ви заблагодарам за одвоеното време да дојдете кај нас во К3 телевизија, секој да поразговараме на прашања кои што се битни во времето пред изборите. Благодарам на поканата и не ми изненадува денеска неприфаќањето на поканата од страна на господинот Оливер Спасовски. Ова не е прв пат. Значи, имавме можност да бидеме поканите и во Телевизија Плюс, во емисијата Став, исто така на дебата пред неколку месеци. Со некое друго образложение, тогаш господин Спасовски не прифати. Зошто мислите дека е постојано избегнува? Повторно не прифати, па веројатно сето она што го кажуваше во вашата емисија пред неколку дена, ќе требаше овде да го спротиставиме сето тоа што беше кажано, аргументирано, значи ќе има некој кој што многу повеќе ќе изнесе аргументи и дека сето она што беше кажано од негова страна во истата емисија овде, во истата телевизија поточно, да буквално се види дека сето она што го кажува се само празни зборови. Доаѓате во ситуација да слушате дека се повторуваат исти ветувања, дека ќе се прават градинки, кои што биле ветувања 2013 година од нивниот кандидат за градоначалник, градинките во Перочичо, населба Карпош и во Тоде Мендоли ден денеска не се направени и сега тие повторно, после 3,5 години, скоро 4 години, пак ги повторуваат во изборна програма и ќе видите дека сето она што го кажуваат се лажни ветувања. И не само тоа, значи концептуално, во таа иста емисија пред неколку дена беше споменато и во делот на политичката партија од која доаѓам, Граѓанската опција за Македонија, беа споменати одредени небулози, некои тврдења кои што воопшто не се точни и сега кога ќе дојде Виктор Цветковски како генерален секретар да се спротистават аргументите за господин Спасовски, очигледно не се подготвени и нема да бидат подготвени. Ова е пракса на представници на Социјалдемократскиот сојуз со представници на Граѓанската опција за Македонија. Ние постоиме веќе 3 години и 3 месеци, од септември 2013 година сме формирани. Еднаш излеговме на парламентарните предвремени парламентарни 2014. Ниту тогаш во таа кампања, ниту после тоа, ниту еден представник на Социјалдемократскиот сојуз не се нафати да дебатира со представници на Граѓанската опција за Македонија. Еве им отворена покана, дали со господин Стефче Екимовски, дали со мене, дали со заменик министерот Љупчо Пренџов, дали со пратеникот Чедомир Саздовски, дали со идниот пратеник Панчо Минов, со кого сакаат представници на Социјалдемократскиот сојуз, во секој време им стоиме на располагање и еве ќе реактивирам поканата во име на Гром како генерален секретар. Дебата, дуел, кога сака господин Зоран Заев нека повели со господин Стефче Екимовски во секое време, пошто го повика, ама не стои на зборот, еве му шанса, нека повели во овие неколку 2 дена, нема ни 48 часа до изборниот молк, кога сакаат им стоиме на располагање да дебатираме за иднината на Македонија, да дебатираме за реалните проекти, да дебатираме за искрениот, честниот однос кон сите оние кои не гласаат, бираат, да отворено говориме, да не
доаѓаме во ситуација да со различниот аршин, кои што посебно се експерти, представниците на Социјалдемократскиот сојуз, да едномилуваат, да кажуваат кога треба да се представуваат во некое светло, кога треба да се позиционираат или да освојат во случај централната власт, а на друг начин и во друго светло да работат кога се носители на власта и кога биле во централната власт, а овде во Куманово, во локалната самоуправа имаме прав пример како не треба еден градоначалник и една локална самоуправа да работат, и тоа се работи кои што сигурно и во понатамошниот период дека ќе избегнуваат директни средби, посебно што нели политичкиот живот во некоја ситуација дошло да сме делувале заедно, да бидеме дел од некоја заедничка политичка партија, и кога ќе им кажете дека внатре демократите кои што толку се повикуваат на таа демократија и демократичност, кога ќе им кажете дека поради тоа што некој се спротивил на нивните ставови, на нивното делување, на нивниот начин на делување, на нивните криминогени действија за одредени поединци, тогаш тие истите демократи, социјалдемократи кои што се повикуваат на словото на демократија, ќе ви исклучат. И доаѓате во ситуација да ги имате односно ве имаат за политички соперник, и во една таква ситуација нормално, пак ќе повторам, и после изборите сигурно нема да прифатат. Да, и ако остави простор господин Спасовски, ќе видиме дали ќе не удости тогаш со присуство. Како што кажавте и вие, интересно ќе беше да се соочат секако ставовите баш за некои работи битни тука за Куманово, баш и поради тоа што можеби некоја сте делеле слична иста идеологија, меѓутоа ајде да тргнеме од почетокот. Тоа се вонредни избори, до нив не доведе една вонредна ситуација која што не трае малку, трае околу 2 години, па можеби и повеќе. Како гледате вие на тој период, можеби како гледате на причините? Имаше и одложување неколку датуми кога можеше да се скрати овој период, така да кажеме мачен за сите граѓани на Република Македонија. Видете, тоа е овие 2-2,5 години после парламентарните избори, кога ќе направите сега една анализа, ќе видите дека ова раководство на Социјалдемократскиот сојуз уште тогаш свесно влезе во еден процес кој што ја доведе Република Македонија во најтешката криза од своето осамостојување, од причина што ако направите анализа дека 2014 година раководството на Социјалдемократскиот сојуз свесно се изема од кандидатури на тие листи, веројатно играјќи на таа карта однапред подготвена со кујните од надвор, дефинитивно, се гледа дека влегоа свесно од 2014 да продуцираат криза. И ако тогаш не влегоа на тие листи, после 2,5 години, притискајќи пред се јавноста во Република Македонија, изнесувајќи се она што се изнесе во изминатиот период, блокирајќи ги институциите на Република Македонија, влегувајќи во процес на рушење на институциите на Република Македонија, дојдовме во еден процес каде што гледаме дека и покрај се она што беше најавувано и со така наречените бомби, кога веројатно на таков начин се нафатија да дојдат до одредени политички поени, ќе видиме дека после еден подолг период тоа не им успеа. Буквално свесно рушејќи ги институциите од една страна, се обидува да дојдат на власт, знае дека и набавување на тие снимки, значи самите снимки како снимки, кој ги направил, што ги направил, ќе покаже истрагата сигурно. Потоа објавување на тие снимки и преку таков начин на објавување влегува во класична дискредитација, значи на луѓе, што свесни дека и тоа е кривично дело, и со кривично дело буквално сакате да оспорите легитимитет на некого и да дојдете евентуално на власт. После 2,5 години, монтирајќи криза во Република Македонија, кое што веројатно и до некаде им успеа, доаѓаме во позиција да сега, на крајот на декември, еднаш се одложи, втор пат се одложи, нема веќе каде.
Значи аргументите кои што ги користеа за одлагање на 24 април, потоа во изборите за јуни закажани, па Да, што се тие аргументи? Многу ли е променета ситуацијата? Ма воопшто не е променета ситуацијата. Избирачкиот список, медиумите. Се виде дека се она што беше направено и што се користеа како аргументи. Која е разликата од јуни до декември? Значи, која е разликата? И тогаш беше пречистен избирачкиот список и сите они аргументи кои што се користеа на крај владата предводена од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија дојде во ситуација буквално секое барање кое го бараат да им се исполнува само за да дојдеме во позиција да ја прекратиме кризата во Република Македонија, затоа што негативно се одрази пред се на економската, на стопанските услови во Република Македонија и од тие причини на буквално комплетното живење на граѓаните на Република Македонија. Сите се занимававме со таа криза и сите процеси беа блокирани во Република Македонија. И кога после 2,5 години криза доаѓате да тие исти представници на Социјалдемократскиот сојуз, раководството, гледате дека аргументите кои што ги користеа, пример, им пречеше премиерот да биде носител на листа. Премиерот поднесе оставка. Им пречеше министерот за внатрешни работи, господин Куловска, поднесе оставка. Дојдовме во позиција да истите тие аргументи кои тие ги користеа, сега за нив не важат. И сега имаме министер за внатрешни работи. И тука е тотална, огромна грешка на раководството на Социјалдемократскиот сојуз, што дозволи да грешката на која упатуваа или на која се повикуваа, доаѓа да ја направат тие. И сега имаме ситуација да Оливер Спасовски е носител на листа, е министер за внатрешни работи и да е презафатен да дојде да води политика. И доаѓате во ситуација да буквално аргументите кои тогаш ги користеле не им важат. И не случајно ова столче ќе седи празно. Оливер Спасовски веројатно ја прифаќам неговата покана за после изборите да се видиме. Ја ви гарантирам дека и тогаш ќе седи празно столчето од причина што ќе ги изгубат изборите, нема да биде министер за внатрешни работи, ќе се соочи внатре во партијата со промена на ова, затоа што ќе треба да дадат точат согласно нивниот статут и буквално гледате дека цела една структура посебно предводена од поранешното раководство од господин Бранко Црвенковски буквално им диша во врат и ги гледа, нема никаде да ги видите, ни по митинзи и така натаму. Зошто се тоа се луѓето кои што ги чекаат сега да ги изгубат изборите, затоа што и претходно не им се сложува со нивниот начин на кризирање во Република Македонија, со објавување на снимки, со објавување на приватниот живот на многу луѓе. Можеби, гледате дека најголем дел од снимките не се индикација за кривични дела, него се исклучило дискредитација на поединци. Што им пречеше без разлика да објавуваат сопруга на некој министер? Што им пречеше? Што им требаше такво нешто? Зошто влегуваат во приватниот живот на некого? Без разлика. Ако некој се огрешил од ова, ќе дојде време кога ќе си одговара пред надлежните органи. И тука ќе видите дека таа дискредитација која се обидува, сега ќе им се врати како бумеранг. Значи сега поради таквиот однос, дека не се честни, не се искрени во намерите и само лажно се прикажуваат и имаат буквално двоен аршин, сега на овие избори тоа им се враќа како бумеранг. Се она што ги проследува овие случувања во Република Македонија, гледате дека нивната неконзистентност доаѓа до тој степен да буквално од ќе направат, ќе кажат, потоа не може да се одбранат месец дена. И истото се случи и со гостувањето во Швајцарија, истите искази кои беа дадени, потоа 10 дена наваму само слушаме како не било сватено како што треба, погрешно било интерпретирано, погрешно било пренесено од медиумите, не знам, аналитичари од различен ков гледаме дека настојуваат да го оправдаат, како тоа лошо му се става на господинот Заев и така натаму. Се вади од контекст. И како од контекст се вади, тоа не било кажано и се тоа некој лепеза на позиции кои што настојуваат да ги покријат нивните
да би кажал, еве, промашени изјави, а посебно и действување, и сега гледате дека сето тоа не држи. И доаѓаме во позиција, еве, тезата дека, или кое што милува да ја кажува господинот Заев на овие избори, на овие митинзи, конфискација на имот. Значи, ако направиме анализа, еве ќе тргнем од мојот председател на мојата партија, господин Стефче Кимовски. И сега имаше изјава од типот бил бандит. Каква е прво таа изјава? Зарем смета господинот Заев дека треба со еден таков вокабулар да влеземе во избори и да добиеме мандат од граѓаните? Од една страна. Од друга страна, врз основа на што базира едно такво изјаснување и една таква изјава? Кога доаѓаме во позиција да него го видовме на снимки, како бара процент за него, 1 евро таму, 1 евро ваму. Такви снимки за никој друг не видовме. Видовме за него. И врз основа на што покажува храброст да ни каже дека ќе има корупција, дека ќе имаме конфискација на имот за корумптивните и така натаму дела на поединци. Прв од кој треба да појде е он. И тука е проблемот на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, као тоа ништо да не важи, као тоа никој да не го гледа во Република Македонија. Значи, се морам да се навратам на една работа и затоа ова столче повторно ќе биде празно, затоа што јас сум исклучен од мојата партија. Знаете зошто? Затоа што на таквите криминали, кои што еве ги произлегуваат со тек на време и се повеќе ќе излегуваат. Затоа што не сум гласал извештај на одредено јавно предпријатие, за неколку месеци гледаме дека директорот на тоа јавно предпријатие дојде во позиција да лежи, да издржи казна затвор за, не знам, некој кривично дело. И доаѓате во позиција кога им викате дека не може да се победи политичкиот противник ако не сте подобар од него, ако сте полош од него. Да критикувате за криминали, а да ги правите самите криминалите, значи не може да победите. И сега кога доаѓа позиција да еве такви криминали во Република Македонија треба да се гонат и се гонат, треба некој да одговара, и истиот тој покушава во политичката битка и со позиционирање каков премиер замислува да биде кога позади себе има дузина на кривични постапки и криминогено однесување. Еве, јас сум еден од оние кој што господинот Заев му има пуштено кривична пријава за објавување на снимките. Таа постапка тече. Може би да се случи да во брзо време добиеме епилог на таа постапка, ќе видиме, судот ќе утврди има или нема вина. Но имаме позиции кај што тој човек буквално има десетина постапки према него. Со кој образ го бараат мандатот да ја водат државата. Значи, слушаме проекти кои што ги заговараат сега, просечна плата 30.000 денари, не знам, ќе го врателе сјајот на Куманово, господин Спасовски тоа го кажа во вашата телевизија. Како да го врати сјајот на Куманово, кога е содружник, кога е соучесник на затемнувањето на Куманово во изминатиот период. Беше секретар на општината, беше заменик раководител на правниот сектор, цело време во делот на гарнитурата на владење во локалната самоуправа, никогаш не се спротиставил на се она што го знае и го гледа во локалната самоуправа, и доаѓаме во позиција, помина 3,5 години од скоро и 4 години од мандатот на господинот Дамјановски, воопшто нема ниту една инвестиција. Нема ниту една инвестиција капитална. Или, пример, во општина Куманово, во изминатиот период, јас кога бев председател на Совет, еднаш се пренамени буџетот за капитални инвестиции од 800.000 евра. Капитални инвестиции, тоа се улици, патишта и така натаму, канализациони мрежи. И сега, зашто се пренаменија? Се пренаменија за да 4 превозника во Куманово, ги знаеме многу убаво, се намират. И од кои причини да се намират за превоз на
патници и за превоз на ученици. Значи, многу е јасно, многу убаво се знае и за се има докази. И вие доаѓате во позиција да не убедите дека централната власт не чини, централната власт го затемнува Куманово. И сега Оливер Спасовски ќе дојде и ќе врати сејајот на Куманово и ќе ги повторува проектите кои што Дамјановски не ги исполни и сега тој ќе ги става во програма и ќе ги исполни како пратеник. Друга година 500.000 евра на истиот начин се испумпа од буџетот на општина Куманово и пак се пренасочија према 4 блиски фирми на гарнитурата во Куманово. И сега ќе не убедува дека се многу честни во пристапот. Затоа нема да доаѓат и затоа ова столче ќе е празно. И многу вакви примери, и јас, и господин Стефче Екимовски, и господин Пренџов, и господин Сазовски им ги знаеме. И им ги кажуваме. И затоа нема да доаѓаат. И затоа им кажуваме дека немаат право да барат мандат, да добијат мандат од граѓаните ниту на општина Куманово, ниту на Република Македонија. И затоа на овие избори ќе бидат поразени, затоа што не се искрени и честни. Не може на една страна да бидете соучесник, никогаш да не се спротивставите, па макар и да ви исклучат од партијата, за да потоа цело време ги држите. Ние гледаме дека раководството на Социјалдемократскиот сојуз се оградува од така, тоа сакам да ве прашувам за дел од неговите изјави, ги прашувавме носителите на листи, кандидатите, од ставовите кои што ги има изнесувано дали во емисии на телевизија на албански јазик или како што споменавте на патувањето во Швајцарија пред тамошната диаспора, меѓутоа ги релативизира одговорите во тој поглед. Во тој дел никој не се оградува. Мене ми беше во делот дека се оградуваат од господин Дамјановски, централното партиско раководство на Социјалдемократски сојуз се оградува од Дамјановски, затоа што се свесни дека има слаба точка и дека многу пропусти има и дека неговото поведение од аспект на работење се соочува со проблематични постапки. Очигледно тоа Спасовски сега како технички министр го гледа во Министерството за внатрешни работи и се оградуваат. Но истото тоа, ниту еден не се огради. Вие ќе ги видите во снимките на пресконференции како реагира Шекеринска, како реагира Спасовски, кога Зоран Заев нешто ќе каже што апсолутно не го очекувале, но не се оградуваат од него. И запазете, пак ја повторам таа теза. Значи, они ќе се соочат внатре во Социјалдемократскиот сојуз со доверба, изгласување на доверба и сега што прават? Буквално целото тоа раководство се ставија на парламентарни листи за да утре од парламентот како пратеничка група си го задржат и некое ниво внатре во партијата како потребни, затоа што знаат дека ќе следи смена. Така, споменавте баш тој дел од солидарни меѓу себе и не излезе случајно помеѓу и во медиумите дека буквално се поделија позициите кој каде како што, едното, другото и третото крило во централното раководство, за да буквално едни со други се испреплетат, да се јадрото ако може да го задржат, затоа што се свесни што ќе им се случи после поразот. Нема каде веќе да бегаат. Дали тој дел од статутот може би прави проблеми во најголемата опозицијска партија и се оди тогаш на битка на се или ништо, зашто поразот би значил политичка смрт, на живот или смрт се оди во политичка смисла во овие избори, да не се загуби по секоја цена. Па и тука имунитетот да не го забораваме на пратениците. Да не се изгуби по секоја цена, значи они се свесни дека ќе изгубат. Значи свесни се како раководство дека ќе изгубат и настојуваат по секоја цена колку е можно да фатат со зголемен адреналин нешто, ако може да покачат со повикување и така натаму, но сето ова оди во правец дека тие се подготвени да изгубат. Сега, дали ќе го прифатат поразот, тоа е сосема друго нешто, но се подготвени и се свесни дека на овие избори, но нема каде. Значи 2014 година мора така да изиграат и тоа им беше смислено. Успеа тоа да го избалансираат внатре во партијата. Сега им се случува да влезат во една постапка каде што мора да излезат и да се заштитат внатре во пратеничката група. Од една страна соочени со криминогени действија, со постапки кои се водат према нив, од друга страна да се заштитат и во
да ги задржат малку од малку позициите, затоа што како пратеничка група ќе им треба. Инаку направи огромен револт, знаете, и со самата листа, односно со самите листи. Кандидатските листи. Многу им изреагира, јавно им изреагира. Значи, запазите вие да не го ставите координаторот кој до вчера, 2,5 години се борел внатре во политичката битка во тоа собрание и го елиминирате. Да еден председател на општинска организација од која доаѓа Зоран Заев не го ставите на листа, колку и да молчи тој човек, сигурно дека нема да остане должен, и вие сакате да ги мотивирате собствените членови, а не па граѓаните да дојдат да ви дадат подршка. Листата исто така во Куманово и во Двојка. Немој да мислите дека во општина Куманово, во општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз се прифатена ова листа онака на огромно задоволство. Имаат страшен проблем внатре во делот на нивните кандидати. Еве вчерашниот нивен митинг го покажа тоа. Значи самите се свесни дека посетеноста на митингот пред се и недоаѓањето на нивни истакнати членови покажува порака за нив. Така да многу што на овие избори сами се свесни централното раководство дека нема да ги добијат и дека ќе влезат во една постапка кај што мора еден период внатре во собранието да се заштитат. Така да сигурно тој дел околу статутот кој што го споменавме, значи господинот Заев кога дојде за председател на партијата направи буквално еден така авторитарен статут, значи централизираше одредени постапки пред се во делот на изборот на председатели, во изборот на кандидати и така натаму, и буквално ги зема малку конците, повторно имитирајќи го ВМРО ДПМН. Значи тоа е клучниот проблем кај Социјалдемократскиот сојуз, што упорно води имитација, значи покушава, настојува да биде бледа копија на ВМРО ДПМН, немаат оригиналност во себе, затоа што знаеме дека ВМРО ДПМН ги бира своите кандидати со години на конкурс. Објава конкурс, се пријавуваат, си бираат на тој начин и сега они мора да помине председател на партијата во СДСМ. Тоа не било така до 2013 година, ми се чини, кога дојде господин Заев. Затоа што претходно конференции, па демократски и така натаму. Ама и тој статут тогаш не се почитуваше, пример, се она што беше напишано внатре во статутот не се почитуваше, така да во добар дел сега сами во плетењето на мрежа сами ќе паднат. Запазете една работа. Освен Радмила Шекерински и Петре Шилегов, буквално се живо од скопското крило на СДСМ е елиминирано. И се фокусира на внатрешноста. Па Љупчо Николовски, носител во Тројка, шеф на кабинет, Оливер Спасовски Куманово, носител во Двојка, Зоран Заев си отиде во четворката и така натаму. Сето тоа буквално го прават од тој пусти страф од силата на скопската структура во Социјалдемократскиот сојуз и на крај, нели, по оставката на Софија Куновска им беше капак на таа една политика. И тоа само покажува дека Зоран Заев буквално настојува да направи нешто кое што ќе му ги засили неговите позиции, но со ваква политика апсолутно нема да успее. Еден голем сегмент од нивната програма е насочена и кон другите заедници, како што наведуваат, во позицијата во власта. Тоа го гледаат како додворување на албанското гласачко тело. Што мислите, дали ќе продуцира со успех со оглед на тоа дека барем досега поучени од претходните искуства не се случувало такво некое разединување кај тоа компактно гласачко тело, албанскиот фактор. Меѓутоа, еве, има навистина големи ветувања, ако не од преостанатите кандидати, барем од лидерот на опозицијата, што се однесува токму баш на албанците. Значи, политиката и начинот на еве сега во овој изборен период, на која карта заигра господин Заев. Значи, буквално тој се откажа од македонското гласачко тело. Значи, гледате, праќа пораки према администрацијата, праќа пораки према пензионерите и така натаму, но
свесен е дека и сигурно тие анкети и анализи кои ги прават, гледаат дека апсолутно нема поддршката. И сега претходно нели елаборирав дека буквално гледаат во собраниските клупи да се заштитат. Ова порака која праќа упорно према албанското гласачко тело покажува тоа дека е свесен дека во македонскиот блок губи на гласови. И сега таа последна карта која вади од ракав, веројатно смета дека му е последен спас, покушава, настојува да дојде до тие гласови, но праксата покажа, посебно сега, кога имаме два нови субјекта на политичката сцена на овие парламентарни избори кај албанскиот политички блок, кои што сигурно во добар дел албанците ќе им дадат поддршка, во најмала рака чисто како ги чувствуваат како некоја свежина. Реално е дека двете политички партии кај албанците кои што до сега во најголем дел или покрај партијата на Руфи Османи ги прибираа гласовите на албанците, сега ќе има одредено раслојување, има незадоволство, факт е дека нели колку повеќе постоите на политичката сцена, ќе има незадоволство и така натаму. И јас сметам дека ќе доживее Социјалдемократскиот сојуз дебакл по тоа прашање. Нема да колку е опасно и за Македонија да се доведуваат такви прашања. Гласови. Па еве гледате денеска по социјалните мрежи. Воопшто да не станува збор за никаква федерализација, еве да го повторно враќаме на агендата и Охридскиот рамковен договор, па дури еве некои нерешени случаи кои што не се баш и нерешени и се горе-долу прилично јасни, Кумановскиот случај, со Смилковско езеро случајот. Значи, видите, факт е дека Заев последна карта ќе му биде, се повикува сега на гласовите на албанците, последна карта ќе му биде да ги радикализира изборите до тој степен, предизвикувајќи веројатно кај одредени структури некое одредено незадоволство, вклучувајќи и албанскиот електорат во Република Македонија, односно од албанско национално и етничко потекло, од причина што доаѓаме во позиција да, еве, настаните од Куманово, по многу што се специфични. Но се покажа дека се изолиран случај, се покажа дека не добија поддршка од албанското население кој живее во Куманово. Времето ќе покаже, сигурно и одредени и истраги и анализи и така натаму ќе покажат што, зошто и што се случи во Куманово тогаш на 9 мај. Но истото тоа важи и во делот на случајот со Смилковско езеро, каде што ќе видиме, значи таму имаме една постапка која заврши, па која е во повисоките судски инстанци и од друга страна имаме најавување упорно 2 години слушаме дека нешто во разговорите има кои што не се објавија. Веројатно еве сега се заговара дека такво нешто ќе се случи, ќе се пушти, иако се донесе закон да не се пуштаат разговорите и така натаму. Тоа покажува во која очена состојба господинот Заев. Значи, свесно влегува во радикализирање на националните односи во Република Македонија. За тоа има институции. Посебно ако се покаже дека специјалното јавно обвинителство е во добра корелација, има одлични односи со раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Ако веќе тој однос е на едно завидно ниво, неспорно е, ако повторно има нешто, нека го даде институционално да го решава сето тоа. Не да доаѓаме во позиција да се радикализираат односите во Република Македонија. И тоа е таа карта која веројатно ја чува за крај, за негов спас, што повторно Република Македонија ќе трпи, можеби тие последици да бидат далеку сежни. И затоа прашањето на таа национална карта, играњето со чувствата на сите националности кои живеат во Република Македонија е лоша. И веројатно со поразот на Социјалдемократскиот сојуз на овие избори ќе излечат сите политички фактори во Република Македонија и ќе биде класичен пример како не треба да се води политика во Република Македонија
и ќе биде школски пример и на политичките аналитичари дека играњето со чувствата на сите оние кои што живеат во Република Македонија е погрешна карта, е погрешен начин на делување и само е начин на уназадување и на собствената партија која раководите и на изборните резултати кои ги очекувате и сигурно дека во нареден период ќе се покаже дека таквиот начин на делување не е ефикасен и не ги дава очекуваните резултати. И играњето на таа етничка карта, барајќи поддршка како соживот, во овој момент значи не поминува. Значи факт е дека Република Македонија буквално ги постави темелите и со уставот и со рамковниот договор. Република Македонија е држава која даде буквално рамноправни права на сите во Република Македонија. Тоа со рамковниот договор се постави на одредени позиции и тоа до сега функционираше. Секое редефинирање и на уставот и на рамковниот договор, гледаме дека Зоран Заев спомна и кажа во емисии, гледаме дека и сега во изборната кампања се пројавуваат таквите изјави негови, каде што каже дека е подготвен да го менува уставот. И сега, запазете, тоа ги намалува позициите на било кој при формирање на влада, при нормално действување понатаму по изборите, затоа што прво реално и Зоран Заев е свесен дека тоа не му поминува, ама не е свесен каква штета прави на Република Македонија. Затоа што тој апсолутно со поддршката која нема буквално не може да дојде во позиција да менува устав затоа што за уставот е потребно двотретинско мнозинство. Самиот е свесен дека во овој момент Република Македонија со целата констелација на политичките односи, факт е со 25 партии, Коалицијата за подобра Македонија ќе биде носител на власта во Република Македонија, ќе биде носител на можеби половина од поддршката на граѓаните во Република Македонија и вие со цел ум велите дека ќе правите промена на устав. И сега и албанските партии, албанскиот електорат тоа го гледа дека не е искрен во сите овие намери, но штетата која направи со таквите изјави, незрели и неиздржани, штетата во наредниот период за Република Македонија ќе биде далеку сежна. Затоа ова раководство на Социјалдемократскиот сојуз на 11 декември ќе се го почувствува горкиот вкус на поразот и следниот пат, третиот пат кога ќе бидеме повикани, ова столче повторно на Оливер Спасовски ќе биде празно, затоа што Оливер Спасовски тогаш ќе биде соочен со внатрешен реизбор во неговата партија. Како адвокат, човекот кој што го познава и од правниот систем, споменавте специјалното јавно обвинителство, дали го немаше толку во оваа предизборна кампања, меѓутоа како гледате вие на таа институција, мислите ли дека искрено ги отвора и ги води случаите, дали објективно во неговата работа, дали гледате потреба воопшто од неговото функционирање постои? Ние како политичка партија тука сме со јасен став, еден можеби од поборниците на таквиот став во мојата политичка партија Граѓанска опција за Македонија. Како правник го градевме тој став и имам свое огромно учество во тој дел, дека и застанавме на тој став и ден денеска сме убедени дека специјалното јавно обвинителство и неговото формирање и законот кој што е донесен со кој се формира тоа специјално јавно обвинителство се противуставни. И тој став апсолутно и ден денеска стојам на тој став. Дека и кога постои, ја испуштивме ли шансата, ако навистина има криминал, ја испуштивме ли шансата навистина се пресметаме со тоа, со работата која што досега ја видовме на специјалното јавно обвинителство? Па не, значи специјалното јавно обвинителство веројатно јас и тогаш и како правник кој што секој ден сум и во тие постапки, значи тогаш сметав и многу пати го кажував тоа дека ме интересира кој тој што ќе се нафати да биде специјален јавен обвинител, знаејќи и очекувајќи, предпоставувајќи со што се ќе се соочи. Значи не е едноставно да влезете во една таква постапка. Далеко од тоа дека таа постапка беше
спротивна на устав. Ќе ви кажем само еден пример, и тоа многу пати на представниците на ОПСИН го кажувам. Кажете ми во кој закон во вашата земја, кој од каде и да доаѓа, стои дека овој закон е во согласност со 4 политички партии. Во ниту еден нормативата тоа не го познава. Значи нема. Тоа е абсурд. Значи во согласност на 4 политички партии правиме закон и во самиот закон во член 3 мислам дека стои во согласност на политичките партии е направен. Каде го има тоа? Па тоа комунистичката земја претходно социјалистичката не го правеше. А не сега, кога имаме плурализам и така натаму. Имате класична дискриминација по сите основи во делот на формирањето на тоа јавно обвинителство. Шансата испушти. Зошто испушти? Значи, ја и во неколку претходни настапи сум кажал дека тие театрални настапи, па еве секој ден сум во судот. Кажете ми кога јавните обвинители излегува на вакви пресконференции. И не е дека не влего на почетокот на отпочнување на кампањата, првите денови се сеќавате дека излезе специјалната јавна обвинителка со последна нова афера, ама виде дека не иде на огромни критики и гледаме дека ја спуштија топката и не излегуваат веќе, затоа што реално е и јасно се гледа дека буквално излегува со политичка мотивација. Таа театралност која што е прават со двете нејзини колешки е апсолутно непотребна. Секој дневно гледаме, кажете ми каде имаме таков театар како што имаме овде. Значи ова современа држава од 45-та наваму, кога имал таков театар во делот на гонење на кривични дела, презентирањето на истрагите, презентирањето така натаму на истрагите. Истрага е. Значи отворете истрагата, донесете решение и терете, се знае како се води истрагата и што се истрагата треба да превземе. Значи пред се да обезбеди докази. И се вие објавувате, кажувате во ек на изборна кампања, па на секој му е јасно дека сте политички мотивирани. Колку и да тоа го негирате. И сега треба да не убедите дека утре. Затоа ќе ви паѓаат. Затоа паѓаат и барањата за притвор, барањата за не знам мерки и така натаму, не случајно од тие причини, затоа што многу повеќе се фокусираат на тоа. Значи многу едноставно, тоа јавно обвинителство максимум што треба да е тоа едно соопштение да го пушти дека да отворена истрага или да информира на барање на новинари. Нема потреба од такви спектакли, но упорно тоа не го слушаат. Плюс тоа после една мое гостување во една национална телевизија, тоа исто го заговарав и го кажав. Значи, сите ние сакаме да знаеме кој е тој што снима. Кој е тој што снима во Република Македонија? Како тие снимки се направени? Кои се причините? Кој се дрзна сето тоа да го направи? Тоа требаше да го откријат прво и првенствено. А не да слушаме сосема други постапки кои што беа минорни во делот на клучното прашање. Кој се дрзна да ги снима граѓаните во Република Македонија? И тоа се држеше, се чуваше као на почеток на кампања да се стави. Неиздржано е. Значи тоа треба имате истрага, носите решение за спроведување на истрага, па отпочнувате комплетно обезбедување на докази и така натаму, па барате од судијата на претходна постапка да, зависно од доказите и така натаму, кои ќе бидат мерки, ќе има или ќе нема мерки, па потоа подигнувате обвинение, има или нема, ние немаме ниту едно обвинение. Еден случај да го фате, од самиот почеток кога беа формирани во септември 2015, до сега ќе имавме некој обвинение. Ние немаме обвинение, што е катастрофално. Значи, во принцип, од 6 месеци до година дена, зависно од делото, од инволвираноста на учесниците и така натаму, течат некои одредени нормални постапки. И вие, кога целата јавност во Република Македонија чека од вас да најдете виновници, да покренете обвинение, ние тоа не го видовме. И затоа е некоректно да вие во фаза на истрага, колку пати ќе чуете во интерес на истрагата, немам повеќе да кажам. Колку пати? Од филм гледајќи, па и од нашите обвинители претходни со сета почит према нив. И ние имаме овде цели филмови, гледаме со 3 актерки. Тоа некоректно. И нема потреба, нека си работат, ги изгласале без разлика што Гром смета дека самото формирање на тоа специјално е противуставно и не требаше на тој начин. Ние заговаравме во ред
нешто слично да се применеше како што беше, ви пречи премиерот. Не може да го победите ако е премиер, еве, победите го како претседател на партија. Истото тоа ви пречи државниот обвинител. Консензус да беше, државниот обвинител да се промени. Нека се заегне тимот на новиот обвинител, неспорно беше, ама институционално да се реша. Вака направивме паралелен систем на две обвинителства и низ многу примери, значи и од оној предмет кој што јас го водам, доаѓаме во позиција кај што имаме контрадикторност буквално на законските одредби, имаме колизија на законските одредби и доаѓаме во позиција да многу примери покажуваат на тоа дека имате неуставен закон. И од тие причини сметаме дека специјалното јавно обвинителство имаше можност, но не ја искористи апсолутно. И може би треба да се размислува да евентуално со широк консензус, нешто слично што се направи со Државна изборна комисија и така натаму, со широк консензус да се врати, и ние сме и како партија во тој правец размислуваме, да се вратат ингеренциите на државно јавно обвинителство со тоа што државниот обвинител да биде поставен со еден широк консензус, што иако на некој политички систем е спротивно гледано со некоја пракса, факт е дека обвинителството е државен орган кој што го штити системот, државата ја штити од, нели, криминогените дејанија на поединци. И сега имате ситуација кај што нормално дека тоа е одредена политика на одредени, нели, која представува државата, ја представува влада. Владата која е, од кого е составена и така натаму. И таа некоја испреплетеност на контрола на трите власти, судска, извршна и законодавна, може да даде еден модел кај што државниот јавен обвинител би бил со еден широк консензус изгласан и така да дојдеме до решавање на сите овие прашања. Едно прашање околу правниот систем, да завршиме со тоа, еден од плановите или ветувањата, како ќе ви звучи вас, да ве прашаме за целосниот реизбор на сите судии во Република Македонија. Не се повтори, мислам дека еднаш го слушнав. Прашањето е многу на место, ќе ви кажам, веројатно Зоран Заев е мотивиран од постапката која се води против него во Основниот суд Куманово за неовластено снимање и објавување на разговори, конкретно мојот разговор. Јас бев единствен што поднесе клучна пријава. Дали тоа е возможно воопшто да се направи еден таков реизбор на сите судии во цела држава? Дали тоа треба да биде во начин, значи на кој вие вршите притисок на судот. Значи таа изјава он ја даде на 24 вести утре дента после постапката во судот во Куманово. Значи јас тоа го доживам како директен притисок на судиите кои што треба да одлучуваат по тој предмет. Значи, вие запазете, се води постапка за вас и вие излегувате утре дента и кажувате и ние сме за целосен реизбор на судиите. И сега што треба да... А башка предходно барате да не ви биде ставен термин додека траат изборната кампања. Значи, барате да биде после изборите. И излегувате со една таква изјава. Па затоа нема ниту еден судија сега да ги гласа, затоа што има честни и коректни судии. Значи не можеш ти со генерален реизбор. Значи тоа е, и запазете кој тоа го кажува, представник на политичка партија која претендира да освои власт во Република Македонија. Утре, преку законодавната власт, вие велите дека ќе комплетна судска власт реизбором, односно ќе направам целосен реизбор. Зошто? Затоа што не ви чини. Затоа таа контрола на трите власти, извршна, законодавна и судска, таа промена, затоа судската власт има сосема друг начин на избор, затоа таа нема мандат, некој се избира со траен мандат, значи, со еден избор. Затоа имаме институција од типот на академија и така натаму, за да имаме професионални судии. Има исклучоци кај што реално можеби не е на соодветно ниво, но има начин како тоа да се регулира. И затоа ова теза за реизбор која што и Оливер Спасовски, кој што вечерва не е тука, ја повтори во емисијата во вашата телевизија, кај што кажа да ќе вршат реизбор. И па како ќе им дадеме мандат? Еве ја апсолутно како адвокат не сакам да има реизбор. Да има поединци, во секој суд има поединци кои можеби се зрели, значи се зрели за смена, односно за
одземање на судиската функција, но не значи дека сите треба да се стават на еден генерален реизбор. Ние имаме реално во добар дел солидно судство од аспект на професионалци. Значи, имаме. Сега, имаме поединци кои што се стварно како поединци. Како и во секоја професија. И ние не треба да дозволиме да на ваков начин, што ќе направиме? Ќе дојдеме на власт, ние ќе направиме комплетен реизбор и ќе ставиме судии кои што на нас, па нели се бориме за независно судство. И сега ќе ставиме комплетен реизбор и ќе ги тргнеме сите оние кои што сметаме. Тоа Социјалдемократскиот сојуз цело време го прави. Значи, онаму кај што е на власт, и во општина Куманово, и во општина Струмица. Затоа, поучени од едно такво искуство, затоа Гром во Куманово е многу јасен и многу силен критичар на сите постапки во Куманово на локалната самоуправа и затоа сме дел од оваа коалиција, затоа што нема да дозволиме буквално некој да ни редефинира се живо во Република Македонија. Запазете, Социјалдемократскиот сојуз, знаете како милуваат да делуваат? Се почнува од нас. Значи така Дамјановски во Куманово, така Зоран Заев во Струмица и така сакат и во Република Македонија. И они викаат се почнува од нас. Сега ќе промениме суди, реизбор тотален, се живо ќе промениме. Продолжуваме со извршната власт, ќе редефинираме рамковен договор, ќе промениме устав во Република Македонија. Кој му го дава тоа право? На Зоран Заев. Не му го даваме тоа право. И нема да му дозволиме да редефинира ништо. И затоа нема да има поддршката на 11 декември, и затоа уште сега го повикувам, нека си биде маш како што сега со сите овие изјави кои што ги дава, да си биде подготвен да го признае поразот, не да настојува и да покушава да прави било каква криза повторно и да ги негира изборните резултати, затоа што ќе ги изгуби изборите. Затоа што во Република Македонија нема да му дозволиме да некој се однесува дека се е врзано со него и дека се почнува со него. Прв пат во историјата на Република Македонија и техничка влада спроведува избори. Овој пат имаме оставка на прв министер, имаме технички министри кои што доаѓаат од редови на опозиција, дополнителни заменици. Како изгледа на целата таа ситуација, како се покажаа тие новоименувани членови на извршната власт? Они ги имаат сите услови, да спроведат избори. Значи, факт е дека Министерството за внатрешни работи има свој ингеренции во делот на заштитата на остварување на гласачкото право на секој поединец и со нивниот министер да видиме дали ќе го признаат изборниот пораз, иако пак ќе кажам го прекршија принципот на одвојување на партијата од државните функции. Со нивниот генерален секретар тие го прекршија принципот кој што сами го заговараа да се одвои партијата од носители на листи и така натаму. Тоа не го направија и од институциите во делот на министерствата, конкретно Министерството за внатрешни работи. Истото го направија и со труд и социјала. И затоа велам дека многу е битно да си се подготват уште сега, да си ги признаат резултатите, затоа што се инволвирани во изборниот процес, односно во заштитата на изборното право. Тоа важи за Државна изборна комисија. Тоа важи за сите за тела кои што се задолжени за разни регулативи, меѓу кои во делот на медиумите. Секаде кај што сака, се поставија луѓе. Еве, граѓаните на Република Македонија ќе им кажат дека апсолутно нема да го добијат мандатот. Поради тоа сметам дека тој паралелизам кој што се воспоставува е погрешен и мислам дека ова треба да заврши после овие избори, никогаш повеќе да не се дозволи да имаме паралелни институции како специјално јавно обвинителство и државно обвинителство, да немаме министер и дополнителен министер. Значи, секој оној кој што во Република Македонија ќе се огреши, први му доаѓа политичката казна, односно недобивање на довербата, потоа му доаѓа, ако се огреши, сигурно и законската казна, ако е криминогено дејанието, и
порано или подоцна, сигурно дека стига казната. Од тие причини сметам дека ние, Република Македонија, треба да ја градиме буквално и како унитарна држава, со силни институции. Тој двоен аршин, упорно го кажувам јас, за деполитизација на институциите, а буквално Социјалдемократскиот сојуз во се гледа да ги инволвира своите членови. 2006 година Социјалдемократскиот сојуз ги знам затоа што бев дел од Министерството за правда тогаш. Во изборниот законник ги тргнавме сите представници на политички партии и изборите требаше да ги спроведе државната администрација, согласно препораките на ОПСИ и ОДХР. Социјалдемократскиот сојуз, кога изгуби 2008, кога изгуби 2009 и така натаму, почна да заговара промена на представниците и по еден член опозицијата и позицијата дава. Истото се случува и со Државна изборна комисија. Значи, ние треба да ги деполитизираме сите клучни позиции, се знае. Значи, ако е стручна институција, треба да биде стручна институција. И таквото нешто треба буквално во наредниот период сите ние како политички партии да изградиме еден консензус дека за одредени клучни прашања одлучуваат институции и политичките партии таму не се мешаат. Буквално системот на избор да биде исклучиво професионален, а не да вршиме притисок. Ова ќе правиме реизбор, ова ќе правиме реизбор и се тоа од позиција кога сте вие позиција и опозиција. Различно од кој аршин гледа. Во предвечерието на предизборниот молок на делот уште неколку дена слушнавме речи се што има да понудат политичките опции, главните две секако тука зборуваме, без да навлегуваме многу во деталите од оние проекти кои што, како што кажав, се изнаслушавме. Според вас, меѓу што ќе избира всушност гласачот во Македонија, кои се пред него поставените две опции, ако не е веќе определена, иако мислам дека главнината во овие 2 години се определи? Па значи, сигурно дека граѓаните ќе гласаат пред се за заштита на суверенитетот на Република Македонија, ќе гласаат за унитарна држава, ќе гласаат за просперитет, ќе гласаат за нови инвестиции, значи ќе гласаат за конкретни предлози, ќе гласаат за реално она што го гледаат, дека во Република Македонија буквално имаме еден тренд на инвестиции во капиталните инвестиции пред се, значи во инфраструктурата, и се е тоа нешто што дава реални предуслови. Запазете само, во изминатиот период имаме паушални критики без аргументи од една страна и имаме исклучиво говори за конкретни проекти, за конкретни ставови што во наредниот период конкретно ќе се изведи и така натаму, со кои мерки во делот на социјалата, со кои мерки во делот на економскиот развој на државата, не знам, со кои проценти на БДП и така натаму. Значи, се тоа конкретни позиции на една страна и паушални на друга страна. Не е се розово во Република Македонија, далеко од тоа. Значи, не е. Но, конзистентноста од една страна, која ја имаме како коалиција за подобна Македонија, и паушалноста, неконзистентноста, променливоста во политичките позиции ја имаме на другата страна. И од тие двојниот аршин, лицемерието кое се поставува и така натаму, и од тие причини граѓаните на 11 декември мислам дека веќе се одлучени за кого ќе гласат. Тоа што анкетите го покажуваат, дека пензионерите дават поголема поддршка кон коалицијата за промени, не случајно. Тоа е стабилноста која чувствуваат. Јавната администрација дава поддршка, не случајно. Значи, како сакате вие полицијата од 10.000 да гласа за човекот што немаше храброст да дојде да се соочи со мене? 10.000 полицајци има под негово раководство, кои што буквално до вчера ги гаѓа. Запазете, кога беа протестите за Уставен суд, тој исти министер, не знаете која колона ја водеше. Дали на Социјалдемократскиот сојуз се појави пред Министерството за правда, а од друга страна неговите полицајци, специјални единици беа распоредени секаде
по ова и тие членови на Социјалдемократскиот сојуз, чиј генерален секретар е тој, ги гаѓа, ги прска, ги бојадисува и така натаму, со камења, со што стигне. И како сакаат да ја добијат поддршката. Нема да ја добијат поддршката. И тоа се различните ставови и позиции, зошто на една страна, и не случајно тие анкети покажуваат поголема поддршка во јавна администрација према актуелната власт, која што ќе продолжи да го има мандатот, и од друга страна, гледате дека цело време те ќе менјаме суди, те ќе менјаме, не знам, во делот на администрација, ова ќе промениме, она ќе промениме. На никој не му каже, слушате луѓе, било што било, од тука натаму ќе тераме вака. Не, него се ќе руши што било предходно и што апсолутно нема да му даде мандат во наредниот период. Што да ве прашам, мислите ли дека ќе имаме мирен изборен ден и самиот процес до поминувањето на овие уште 2 дена пред изборна кампања, изборниот молк, дали ќе успееме да ги пребородиме како досега што беше, барем без инциденти, и дали конечно поразениот ќе ја прифати волјата на народот, кој да биде тоа? Значи за мене, ја по неколку наврати тој во овие наши штабски структури сега го кажувам дека не е спорен резултатот, апсолутно сум убеден дека поддршката на граѓаните е насочена кон ГРОМ, Коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО, ДПМН и така натаму. И апсолутно сметам дека тоа нема да биде проблем и кампањата покажува и поддршката покажува проблемот дека треба да се насочиме како во наредниот период, односно на делот на признавање на изборните резултати и евентуално очекувано непризнавање од една страна и од друга страна радикализација на тие процеси, што сметам дека нема да ме чуди дека раководството на Социјалдемократскиот сојуз предводен од Зоран Заев ќе влезат во една таква постапка. Мислам дека кој да е тој што ќе ги изгуби изборите, првенствено треба да излезе и јавно да честита на другата страна, да ги призна изборите, не ради тоа дали на некого му се допаѓа, ради иднината на Република Македонија, затоа што сите очи на Европската Унија ќе видат и на меѓународните институции ќе видат уперени во Република Македонија и сите ќе очекуваме да видиме дали се она што беше во изминатиот период од 2,5 години како држава успеавме да го надминеме. И сметам дека за Република Македонија ќе биде најдобро да имаме фер, демократски избори, мирни избори и да тие избори бидат признаени од оној што ќе изгуби. А верувам дека имаме моćни институции, секојаш го кажувам тој, мислам дека вработените и во Државна изборна комисија и државната администрација која што ќе биде на избирачките места и партиските посматрачи и припадниците на Министерството за внатрешни работи ќе бидат до крај доследни на професијата која ја водат и застапуваат да успееме да ги спроведеме изборите онака како што треба. И од тие причини сметам дека сите ние првенствено треба да се поставиме во една таква позиција дека овие избори се битни за Република Македонија, не за граѓанската опција за Македонија, не за ВМРО-ДПМН, не за Социјалдемократскиот сојуз, ДУИ или ДПА. Овие избори треба сите ние да ги сватиме дека се битни, да дадеме свој придонес да Република Македонија продолжи понатаму по евроатлантскиот пат, од причина што тоа е иднината на Република Македонија. Вака како овој период од 2,5 години буквално стагниравме на сите полиња и тоа е многу битно и за економскиот раст. Значи, што помалку политика, повеќе економија, што повеќе политика, се помалку економија. И затоа е добро за идните генерации да ова епизода во развојот на Република Македонија да биде завршена и никогаш повеќе да не се повтори. Ќе ви заблагодарам за одвоеното време, ќе посакам успех на изборите. Вас, почитувани гледачи, ќе ви посакам да останете со програмата на К3 телевизија. Јас ви благодарам, се извинувам да само на поканата ви се заблагодарам и се надевам дека наредната емисија ќе имаме можност да се соочиме со господин Спасовски. Така и јас уште еднаш да повторам дека ова беше првиот дуел замислен во овој серијал посветен на предвремените избори. Беше поканен генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз да биде тука наспроти генералниот секретар на Граѓанската опција за Македонија. Меѓутоа,
оправданието беше дека од презафатеност ќе мора да биде одложен дуелот или дебатата за после изборите. Се надеваме дека ќе имаме можност да бидеме испочитувани и да ве удостоиме и вас да уживате во таа дебата. До тогаш останете, како што кажав, и натаму со програмите на К3 телевизија. Пријатно!